Утренски стихови од Библијата. 15 јули. Верата и довербата се неопходни. А без вера не е можно да му се угоди. Зашто кој му пристапува на Бога, треба да верува дека има Бог и дека тој ги наградува оние кои го бараат. Евреите 11:6. Во некои случаи на исцелување, Исус не го давал веднаш бараниот благослов. Но во случајот со лепрата, веднаш што молбата била упатена, исцелувањето било извршено. Кога се молиме за земски благослови, одговорот на нашата молитва може да биде одложен. Или пак Бог може да ни даде нешто друго, различно од она што сме го барале. Но тоа не е случај кога бараме избавување од гревот. Негова волја е да не очисти од гревот, да не направи свои деца и да не оспособи да живееме свет живот. Христос се предаде себе си за нашите гревови, за да не избави од овој сегашен зол свет, според волјата на Бога и нашиот Татко. Верата е таа што не поврзува со небото и ни носи сила за справување со силите на темнината. Во Христа Бог обезбедил сила за покорување на секоја лоша црта на карактерот и за спротиставување на секое искушение, колку и да е тоа силно. Но многумина чувствуваат дека им недостасува вера и поради тоа остануваат далеку од Христа. Нека овие души во својата безпомошна недостојност се препуштат на милоста на својот сочувствителен Спасител. Не гледај на себе, туку на Христос. Оној што ги лекуваше болните и ги истеруваше демоните во времето кога одеше меѓу луѓето, се уште е истиот моќен откупител. Затоа, зграбчи ги неговите ветувања, како лисја од дрвото на животот. Кој доаѓа при мене, нема да го исфрлам надвор. Додека доаѓаш кај него, верувај дека те прифаќа, бидејќи тој тоа го ветил. Никогаш не можеш да загинеш додека го правиш ова. Никогаш. Во молитвата на верата постои божествена наука. Тоа е наука што секој кој сака да го направи своето животно дело успешно, мора да ја разбере.